Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска уште еднаш потврди дека не отстапува од намерата да се отстранат дивите тезги од Битпазар и да се уреди овој простор, со што конечно би се решил долгогодишниот проблем околу Битпазар. Според него на нелегалните продавачи им било дадено доволно време и простор. Шилегов ги повика продавачите кои овие неколку дена ги блокираат улиците да ја прифатат понудата на градот и да продолжат да работат во рамките на Битпазар, користејќи ги поволностите кои им се овозможуваат, затоа што на пазарот има 130 слободни тезги. Оваа информација денеска е потврдена од Скопски пазар, а станува збор за 30 диви продавачи, наспроти 500 пазарџии кои редовно си плаќаат за изнајмување на тезгите и дуќаните. Апелираме до нив и денеска повикувам поволностите кои што ги нудиме и ние како град, општина Чаир, Скопски пазар, да ги искористат. Подобро е за нив, наместо да ден губат на улиците, да влезат во системот и со бенефициите кои што ги нудиме да ги легализираат своите бизнеси и да остваруваат приходи за своите семејства, бидејќи самите тврдат дека таму работа за да ги издржуваат своите семејства. Не сакаме никого да оставиме без работа или да го спречиме да си ја продава својата роба. Затоа предвидуваме и транзицијски период со бенефиции за да може секој да се снајде. Овој чекор го превземаме со цел да ги вратиме купувачите во чаршијата и на пазарот и да овозможиме полесна пристапност и на тезгите и на дуќаните. Воведувањето ред на ова место значи и поголема безбедност и пофункционален град. Шилегов посочи дека хаосот на Битпазар, кој што е долгогодишен проблем, мора да се реши и дека еднакво внимание укажуваат за развој на двете страни на Вардар и правилата и редот мора да важат насекаде. Град Скопје одлучи да го уреди овој дел од градот, а за таа цел на овој патек ќе се реконструираат тротоарите, ќе се постават столпчиња и жардинери, ќе се уреди такси станицата, ќе се засадат дрвореди, ќе се реконструираат и осветлат пасажите од булеварот кон чаршијата и ќе се ослободат тротоарите од диво поставените тезги.